Добре дојде во епизода 35. Како се работи со внатрешно дете, практики и резултати. И можеби, додека го слушаш ова, твојата свест се обидува да најде логика во сета оваа работа со внатрешното дете. Па затоа решив да споделам практика и резултати кои ги нареков од рани до радост, чекор по чекор, враќање кон себе. И можеби токму сега, некој длабок дел од тебе се насмевнува, бидејќи знае дека внатрешното дете е многу повеќе од метафора. Внатрешното дете е живо и тоа е твојата вистина. И токму сега, додека твоето срце слуша, твојата душа почнува да се сеќава. Иако во последниот период работата со внатрешното дете наликува на моден тренд, таа е длабока, лична и честопати болна, но трансформирачка практика. Тоа не значи само да се присетиш на детството. Работата со внатрешното дете значи да се вратиш на местото каде што настанале првобитните фрагментации и да понесеш светлина со себе си. Во оваа работа ние не поправаме никого. Ние ги покануваме да ја сретнат во себе најчувствителната и најавтентичната верзија или најчувствителниот и најавтентичен облик од себе си. Внатрешното дете не е слабо. Внатрешното дете можеш да го гледаш како личниот извор. Тоа е внатрешен сончоглед и треба само да освестиш дека секој пат ќе се сврти доколку го освестиш онаму каде е сончевата страна. Како изгледа практична работа? Во безбедна, грижлива атмосфера се водат клиентите низ длабока релаксација. Го среќаваат тука своето внатрешно дете на светото место. За децата свети места се многу често градинките, игралиштата, детската соба, можеби дворот. И тука често доаѓаат солзи не заради тоа што е тажно, туку заради тоа што е навистина нешто многу сакрално. Свето, признавање, контакт, љубов. По сретнувањето користиме различни терапевски техники и можат да бидат различни, можат да бидат како гласот на несвесното, можат да бидат временска линија, можат да бидат телесна терапија, може да биде и системска поставка. Со овие техники се враќаме во минатите искуства. Клиентите стојат на сцената, го гледаат минатото од перспектива на возрастни себе, влегуваат таму не како жртва, туку како свесни, возрастни мудреци, кои сега можат да го држат детето за рака. И ова е сериозен процес на интеграција. Например, една клиентка нацрта црна дупка со зборовите "Ова сум јас ја опиша". Неколку сесии подоцна, по работа со гласот на детето, попишување писма до него и освестување на многу токсични моменти, да речеме, таа нацрта пеперутка, шарена и со срце во средината. Кога ја прашав од каде сега ова, таа ми рече: "Ова се роди кога почнав да се слушам себе си на првата сесија". Работиме со допир, работиме со глас, со нежно нишење, со поврзување на ритамот на срцето. Телото ја памети болката, но ја памети и топлината. Ни треба нежен допир за да се потсетиме дека сме живи, дека постоиме. И пречесто, не заборавајте, дека внатрешното дете носи туги тувари, носи таги од мајчина страна, носи срамови од бабите и има преземено вини од дедовците. Со интеграција на сите техники ја поставуваме семејната слика и дозволуваме љубовта да потече од сите страни на системот. Јас сум мала и сега можам да бидам само дете, кажа една жена кога го предаде товарот после сериозна терапија.
Многу ми е важно да споделам дека невидливото станува видливо. Па една клиентка по само 5 сесии рече како да најдов изгубено парче од себе си и сега можам полесно да дишам. Дури имав и клиентка која ми кажа дека си пее наутро. И тоа вели, а почнав од толку многу плашење од себе. Можете да ги видите овие метафори. Можете да видите и реална а јас можев да видам и реална трансформација во животот на клиентките. Работата со внатрешното дете не е никако ментална работа и не се работи со глава. Ова е длабоко сензорна работа. Создаваме нови форми, се прашуваме што ни е потребно, се допишуваме со себе си, будеме мириси на дома, што и да значи тоа за вас, и се движиме со затворени очи. Си даваме дозвола да си играме повторно. Кому е намената оваа работа? За жените што се подготвени да се соочат со себе, директно, храбро, со солзи и со смеа. Но и за тие кои сакаат прво да созреат внатрешно, полека и во интимност. Работиме со коренот од минатото, за да создадеме здрава сегашност и уште посветла иднина. Ние жените честопати сме социализирани да бидеме нечија мајка, нечија сестра, нечија сопруга, а претешко ни е да сме своја собствена грижа. Па затоа, работата со внатрешното дете, рушејќи ја таа патриархална рамка, и ја посветувам на секоја една денешна жена. Работата со внатрешното дете бара од жената да биде мајка на себе си, да биде сама своја партнерка, да се избере себе си, да се слушне себе си и како што вели Бел Хукс, to heal we must value ourselves. А детето во нас многу добро знае како. Треба само да го прашаш. И додека размислуваш за се што споделив со тебе, а се што слушна, можеби не мораш веднаш да разбереш. Но телото знам дека почнува да се потсетува на нешто топло, на нешто живо, на нешто изгубено кој се враќа. Детето во секој од нас не е изгубено. Тоа е на својот пат до дома. Благодарам што бевте со мене во оваа епизода. Споделете ја со некоја жена која го бара својот глас, а вие веќе сте на патот. Сето создадено е со океанска љубов и за највисоко добро. Намасте.